Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на медиумите, të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të nderuar përfaqësues të медиумeve. Во досегашните предмети кои ги објави, кои ги отвори ова обвинителство, бевте запознаени со кривично-правните действија на осомничените за кои постои основано сомнение дека во најголем дел се извршени од представници на државната власт. Меѓутоа, таквите действија не им биле непознати и на представниците на локалната власт во Република Македонија. Како што ветив, еден мал сегмент од мојата презентација денес ќе биде на турски јазик. Денеска ќе имате можноста изворно да се запознаете со веројатно најскапиот превоз за ученици во светот, кој што го плаќал градот на конзулите, од средства од буџетот на Република Македонија. Се разбира, надвор од сите законски норми. Bugün resmi verilere dayanarak önemli bir olayı bilginize sunmak isteriz. Yani belki de dünyada benzeri rastlanmayan en pahalı öğrenci taşımacılığı konsolosların şehrinden devlet bütçesinden yapılmıştır. Tabii ödemeler yasalara aykırı olarak yapılmıştır. Именно, по воспоставување на надлежноста од страна на ова обвинителство врз основа на прислушкуваните разговори, за кои сигурно се сеќавате дека двајца министри, од кои едниот е се уште министр за финансии, посочува одредени коруптивни активности на градоначалникот на општина Битола, ова обвинителство презаде повеќе истражни действија во насока на испитување на ваквите наводи. Ке видите дека министерот за финансии во овој случај не погрешил во неговата проценка. Всушност, овој предмет беше преземен од основното јавно обвинителство Битола, кое веќе имаше отпочнато предистражна постапка и од страна на тоа обвинителство веќе беше издадена наредба за економско вештачење заради испитување на работата на општината во делот на спроведувањето на јавни набавки за превоз на ученици. Токму од вештиот наод на Бирото за судски вештачења и од останатиот прибран доказен материјал, ова обвинителство стекна сериозно уверување, се разбира во оваа фаза на ниво на основано сомнение, дека општина Битола, преку нејзиниот сега веќе помилуван градски татко, веројатно плаќала поскап превоз за ученици во светот и од градоначалникот на Токио, со директни штетни финансиски последици врз буџетот на Република Македонија. А се тоа, несомнено, и врз сите граѓани на оваа држава. Имено, постои основано сомнение дека градоначалникот на општина Битола и председателот на Комисијата за јавни набавки, формирана од градоначалникот, во договор со директорите на основните и средните училишта во Битола и одговорните лица на превозниците Hera Tours, Transkop AD, Gem Tours, Bobby Tours, Jimmy Tours, DIA Hera Trans, Luka Express, Marija Trans, Турист Превоз, Hera Превоз Новка и Гопеш Транс нанеле вкупна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во износ од 22.024.891 денар или околу 360.000 евра за само 2 учебни години. Ваквиот износ на штета, кривичниот законник, конкретно одредбата од член 122 став 36 од истиот, го класифицира како износ од големи размери, заради фактор што е поголем од износот на 250 просечни плати во Република Македонија во време на извршување на делото. Како што наведов, ќе забележите и самите кога ќе ви го презентирам начинот на кој што инволвираните ја злоупотребиле службената положба и овластувањата, целокупните криминални действија имаат два константни учесници. Тоа се градоначалникот на општина Битола и председателот на Комисијата за јавни набавки и собственик на книговодствено биро, кој водило книговодство на некои од превозниците кои ги добиле тендерите. Тие учествуваат, значи овие двајца учествуваат во сите действија. Вкупно се 81 действие, кои што се спротивни на Законот за јавни набавки, спротивни на склучените договори, спротивни на Законот за средно образование, спротивни на Законот за основно образование.
Таков е ставот и на министерот за финансии во споменатиот разговор, или како што вели тој, коруптивни до даска. Со тоа што сега веќе тоа е став и на вештите лица, а се разбира произлегува и од останатиот приберан материјален и вербален корпус на докази. Сега ќе ви презентирам само неколку действија на извршување, за да не ви одземам од вашето време, имајќи предвид колкав е интензитетот на настаните во оваа држава. Имено, севкупно, од страна на инволвираните се извршени, како што реков, 81 действија, меѓутоа на неколку различни начини на извршување и затоа ќе ви презентирам дел од тие действија, а останатите одговараат на едно од нив. Поради тоа и некои од учесниците, односно осомничените, се вариабилни, а како што реков, градоначалникот и председателот на комисијата се константа. Имено, сега веќе помилуваниот градоначалник на Битола во 2009 година донел одлука за јавна набавка за превоз на ученици, средства кои што се наменска дотација обезбедени од буџетот на Република Македонија. По спроведена постапка од страна на Комисијата за јавни набавки, градоначалникот донел одлука со која за најповолни понудувачи биле избрани правните лица Хературс Доел Битола, Транскоп АД Битола, Джемтурс Доел Битола и Бобитурс Доел Битола, како вршители на услугата. Веднаш потоа, од страна на управителите на овие правни лица, како вршители на услугата, градоначалникот како носител на јавната набавка и директорите на средните училишта доктор Јован Калаузи, Таки Даскало, Јосип Броз Тито, Ѓорги Наумов, Јане Сандански и Кузма Шапкарев како корисници на услугата, биле склучени договори за превоз на ученици. Во договорите било предвидено да се формира и комисија која би го следела исполнувањето на истите, составена од 3 члена и тоа од сите договорни страни по еден член. Се чини дека до тука действијата, значи, се по позитивните прописи, меѓутоа од тука натаму се е спротивно на тие прописи, кои веќе ги наведов, а ниту наведената комисија воопшто не била формирана. Конкретно, иако ги знаеле сите факти за понудата, се разбира и цената дадена по автоденови, управителите на правните лица кои вршеле превоз на ученици фактурирале износи значително повисоки од износите понудени и прифатени во јавната набавка. Таквите фактури со недоговорените износи биле одобрени од осомничените како директори на средните училишта, корисници на услугата, кои за овие фактури, значи, сочинувале месечен извештај и истиот го доставувале до градоначалникот на општината, кој ги одобрувал ваквите износи во извештаите и ги подпишувал налозите за плаќање на таквите недоговорени износи спротивно на јавната набавка. Наплатата била извршена во периодот 2012-2014 година, во најголем дел преку цесии, поради фактот што на училиштата им биле блокирани жиросметките поради неисплатен превоз. На ист начин е направена злоупотреба на буџетските средства и со основните училишта. И директорите на основните училишта во договор со градоначалникот и превозниците биле криминално инфицирани исто како и нивните колеги од средните училишта и постои основано сомнение дека и тие сториле кривишно дело злоупотреба на службената положба и овластување. За управителите на превозниците во 2009 и 2010 година, како одговорни лица, не е предвидена кривична одговорност при јавни набавки и затоа за тој период истите не го стекнаа својството на осомничени лица. Секако дека со тоа не се исцрпени сите криминални действија за кои постои основано сомнение дека се извршени од помилуваниот градоначалник на Битола и останатите осомничени. Имено, во учебната 2010-2011 година, Општина Битола преку градоначалникот го плаќала превозот на ученици на сите возможни начини со цел да го оштети буџетот на Република Македонија, а во корист на локалните правни лица кои вршеле превоз. Се работи за криминален потфат кој што бара исклучителна посветеност и затоа е невозможно во вакви услови да ви го представам во детали. Воопшто, значи со неколку зборови. Локалната самоуправа на Битола преку градоначалникот превозот на учениците го плаќала
и на правните лица за организиран превоз на ученици, меѓутоа и на транспортните предпријатија кои биле носители на општинскиот линиски превоз за потребите на сите граѓани на општина Битола, односно го плаќала два пати. Сега ќе ви презентирам неколку действија од сите начини на извршување на кривичните дела, а како што кажав, останатите се реализирани на ист начин или сличен начин со овие действија, меѓутоа со различни износи. Имено, на средното училиште Јане Сандански, превозникот Хературс Дойл Битола доставил 10 фактури во вкупен износ од 304.080 денари, иако понудената цена за истиот период е 133.035 денари, на кој начин за превозникот прибавила имотна корист од 171.045 денари. Потоа, на основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола, превозникот Патнички сообраќај Транскоп АД Битола доставил една фактура во вкупен износ од 176.800 денари, иако понудената цена за истиот период е 84.000 денари, на кој начин за превозникот прибавила имотна корист од 92.800 денари. Оваа се примери за учебната 2009-2010 година, а другите примери се од учебната 2010-2011 година. Имено, на осомничениот директор на средното училиште Ѓорги Наумов Битола, осомничениот управител на превозникот Бобитурс Дойл Битола, му доставил две фактури за превоз на ученици за линии кои не се предвидени во тендерската документација, во вкупен износ од 80.540 денари и истите се платени, со што за превозникот е овозможена имотна корист без проведена постапка за јавни набавки за тие линии. Потоа, на осомничениот директор на средното училиште Ѓорги Наумов Битола, осомничениот управител на превозникот Патнички сообраќај Транскоп АД Битола, без проведена постапка за јавна набавка и без склучен договор му доставил 5 фактури за превоз на ученици во вкупен износ од 1.476.200 денари и истите се платени, со што за превозникот е овозможена имотна корист без проведена постапка за јавна набавка за тие линии. На осомничениот директор на средното училиште Ѓорги Наумов Битола, осомничениот управител на превозникот ДИА Хера Транс Дойл Битола, му доставил 10 фактури за превоз на ученици во вкупен износ од 115.263 денари, врз основа на склучен договор помеѓу општина Битола представувана од градоначалникот и председателот на Комисијата за јавни набавки, училиштето представувано од осомничениот директор и превозникот представуван од осомничениот управител. Иако овој превозник врши општински линиски превоз и не бил избран за најповолен понудувач по групната јавна набавка за превоз на ученици во општина Битола. Таквите фактури се платени, со што за превозникот е овозможена имотна корист без проведена постапка за јавна набавка за тие линии. И на осомничениот директор на основното училиште доктор Трифон Пановски Битола, осомничениот управител на превозникот Джемтурс Дойл Битола му доставил 10 фактури во вкупен износ од 93.698 денари и истите се платени, иако фактурираната цена одстапува од тарифата донесена од Советот на општина Битола, на кој начин за превозникот прибавил имотна корист од 93.698 денари. Од сева ова произлеза основано сомнение дека вкупно 22 лица ја злоупотребила нивната службена и одговорна позиција за да работат исклучиво за своји лични интереси. Секако, лукративноста им била врвна цел. Поради тоа, денес се донесена наредба за спроведување истражна постапка против 22 лица, поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 од Кривичниот законник. По однос на градоначалникот на општина Битола, Владимир Талевски, не е донесена наредба за спроведување истражна постапка поради правни пречки, помилување од страна на председателот на државата. Против 11 лица до Основниот суд Скопје 1 Скопје ќе биде поднесен предлог за определување најстрога мерка за обезбедување присуство, мерка притвор, поради постоење на сите основи предвидени во член 165 од Законот за кривичната постапка.
Исто така, во интерес на надомест на штетата предизвикана со овие действија, што е секако врвен приоритет и на ова обвинителство, меѓутоа и на сите граѓани на Република Македонија, до судот ќе бидат поднесени предлози за изрекување на мерки против имотот на дел од осомничените и на дел од превозниците како правни лица, кои поради кривичните дела стекнале имотна корист со конкретно барање за забрана на располагање со истиот. Конкретно ќе биде побарана забрана за располагање со 3 стана, 8 патнички моторни возила и 33 автобуси. Секако, таквите мерки ќе бидат побарани против имотот на градоначалникот на општина Битола, бидејќи помилувањето како акт на милостина од председателот, во овој случај само спрема градоначалникот, не ја опфаќа ниту имотната корист од кривичното дело, ниту штетата која истиот е должен да ја надомести. Затоа не е помилуван никој. Сепак, имајќи ја предвид содржината на неовластено прислушкуваните разговори и широкиот опсег на коруптивни действија кои се посочуваат во истите, ве известувам дека против градоначалникот на општина Битола се води предистражна постапка и за други коруптивни активности, за кои се уште председателот не го ослободил од кривично годење.